На крајот од 2018 година УСИЕ започна со користење на алтернативни горива како замена за фосилните горива со стапка на замена до 15%. Алтернативните горива што се користат се горива од цврст отпад, биомаса од земјоделски отпад, оризова лушпа, од одредени отпади од текстилната индустрија и согласно годишниот извештај за животна средина за 2024 година не се увезувани алтернативни горива за користење поради забраната на увоз на отпад за енергетски цели, наведено во Законот за отпад. Како алтернативни горива кои биле користени во 2024 година се посочени биомаса од земјоделски отпад, лушпи од ориз, лушпи од кафе, селектиран отпад од текстилна индустрија, отпад од пакување, што не може да се рециклира, како и отпад од пластика, што не може повторно да се користи и рециклира. Употребата на алтернативните горива, освен што е една од препораките за најдобро достапни практики во цементната индустрија, тоа е во склоп на концептот на циркуларната економија. Придобивките од користењето на алтернативните горива, придобивките во животната средина се намалување на употребата на необновливи фосилни горива, намалување на стакленички гасови, обновување на енергија наместо отстранување и така натаму. Емисиите во воздухот од цементарница УСИЕ се испуштаат и представуваат отпадни гасови од согорување и прашина. Согласно интегрираната еколошка дозвола на цементарница УСИЕ има 12 емисиони точки во воздухот, 2 емисиони точки од парен котел, 2 емисиони точки од ротациони печки, 2 од ладилник на клинкерот, 4 од мелниците за клинкер и 2 мелници за гориво. Отпадните гасови поминуваат низ филтер со вреќи, а потоа се испуштаат во атмосферата. Цементарница УСИЕ има согласно дозволата 24-часовен континуиран мониторинг 7 дена во неделата. Податоците, како што кажа и директорката на инспекторатот, се обработуваат софтверски. Мерењата на концентрации на цврсти честички во воздухот со големина од 10 микрометри, PM10 честички, се вршат 2 пати годишно од надворешна акредитирана лабораторија. Благодарам.